Општините блокирани, ке се блокираат ли и проектите на источниот плански регион? Ова е логично прашање откако мандатот на градоначалниците помина, а нивниот подпис кој е неопходен за спроведување на постапките повеќе нема важност. Во моментов, Центарот за развој на ИПР треба да спроведе 3 проекти: Етнопарк Зрновци, уредување на речното корито на Виничка река и паркот Свиланово. За нивна реализација има точно утврдени рокови. Дали блокадата на општините ќе влие врз динамиката на спроведување на проектите? Состојбата со градоначалниците, јас морам да кажам дека тоа апсолутно не влие на работата на Центарот за развој на Источен плански регион. Регионалниот совет сите одлуки ги донесе благовремено. Последната седница на регионалниот совет ја одржавме пред скоро недела дена, тоа некаде беше на 11, меѓутоа на тој совет не имавме одлуки кои што требаше да се гласаат. Освен на проектите на Центарот за развој кои се финансирани од Европската Унија, блокадата не влијае ниту над самата институција, која има целосна функционалност. Центарот работи согласно законот за работни односи, вработените се така примени. Подписник на сметката на Центарот сум јас како директор на Центарот. Сите активности течат во најнормално и немаме никакви застои. Во меѓувреме веќе непречено течат процедурите за сите овогодинешни проекти. За сите 3 проекти јавните набавки се распишани. Во фаза е постапката за евалуација на регионалниот етнопарк во општина Зрновци. Останатата јавна набавка завршува некаде после 20, како и јавната набавка за Свиланово, таа е некаде после 25. Очекувам дека оваа година сите градежни зафати и проекти ќе бидат завршени на време, бидејќи краен рок за искористување на овие средства е 15 ноември. Од друга страна, општините и понатаму остануваат блокирани со неизвестноста дали во скоро време ќе има распишување на локални избори и што со задолженијата на советите и градоначалниците, кои во моментов де факто не постојат.